Good evening. This is Peter Vertkovsky on 2NUI-FM 103.7 in Newcastle in Hunter. Coming up is the Macedonian radio program. Please stay with us. Добро вечер, почитувани слушатели. Бидете поздравени од мене Пеце Вртковски и на сите ви посакувам топла, убава заедничка вечер со вашите најблиски во придружба на нашата македонска радиопрограма. Вечерва ќе имате прилика да слушнете најнови соопштенија од Ньюкастел и околината, поважни вести од Македонија и вашите желби и честитки. За сите горе наведени редоследни програми, со вас е вашиот уредник и водител на македонската радиопрограма Пеце Вртковски. А сега да продолжиме со најновите соопштенија од Ньюкастел и околината. Соопштение од свештеникот Пецо Петровски. По повод големиот православен христијански ден, раѓањето на Спасителот наш Господа Исуса Христа, празникот Божик, кој е празник на мирот и благосостојбата меѓу Бога и човекот. Празнувањето започнуваат од сабота 5 јануари со божествена литургија од 9 сатот сабајлето. Денот е посветен на преподобен Наум Охридски чудотворец. Недела 6 јануари, служба од 9 сатот сабајлето. Вечерта е празникот Бадник. Службата започнува од 6 часот на вечер, со палење на коледарски оган во црковниот двор, а потоа се отслужува службата за овој ден. Во црковниот двор ќе биде поставена трпеза со постни јадења припремани од женското друштво во чест на овој ден. После службата ќе се поделат бадниковите гранчина и ќе се благослови и крени бадниковото лепче во чест на денот, а потоа за најмладите ќе се поделат коледарските пакетчина. Понеделник 7 јануари, најголемиот миротворен ден, ден кога човекот се помирува со Бога, ден кога земјата се помирува со небото. Ден на раѓањето на Спасителот наш Господа Исуса Христа. Светата литургија започнува од 9 сатот сабајлето. После богослужбата се крева славскиот леп, припремен за овој голем ден, со благослов за домаќинот за ова 2019 година, со многу мир, здравје и благосостојба во неговиот дом. Со благослов и на новиот домаќин кој ќе го земе лебот за идната година, како и благослов за мир, здравје и благосостојба во секој православен христијански дом. Вторник, 8 јануари, е соборот на Пресвета Богородица. Втор ден Божик, службата од 9 сатот сабајлето. Среда, 9 јануари, е денот посветен на првиот маченик за верата Христова, свети првомаченик и архиганкон Стефан. Службата започнува 9 сатот сабајлето. Нека се од Бога благословени празнициве кои ни престојат и честито и од Бога благословена летото 2019 Господово. Среќа, многу здравје, мир во секој дом. А сега одиме со другите соопштенија. Нова година. Нашиот нов црковен одбор овде во Ньюкастел организира дочек на новата 2019 година во нашата македонска сала и тоа во понеделник на 31 декември со почеток во 6:30 часот вечерта. Картите се $70 за возрастни, а за деца од 10 до 13 години само $30 и за деца помали од 10 години влегуваат бесплатно. Во картите е вклучена богата вечера.
За да обезбедите маса со вашите најблиски, јавете се кај Саше Стојчевски на 0408 490148, кај Ристо Веловски на 0414 296910, кај Џони Илинковски на 0437 545456 и кај мене Пеце Вртковски на 0411 673 073. Сите сте добро дојдени. Исто така, почитувани слушатели од Нјукастел и околината, да најавиме дека нашата управа овде во нашиот град организираат концерт во нашата македонска сала по повод празникот Водици, и тоа на ден 19 јануари, сабота, со најдобрите од Битола, групата Маестрал со Андре Илиоски на гајда. За повеќе информации околу концертот ќе најавиме во наредните програми. Нешто и за школото. Од председателот на управниот одбор овде во Нјукастел, Саше Стојчевски. Имаме интерес за отворање на македонско школо за деца од 5 години и постари во нашата македонска сала. Сите заинтересирани за децата за македонско школо, јавете се кај Саше Стојчевски на 0408 490148, што побрзо, за да може навреме да се регистрираме, за да може да почне во првата недела од февруари со школо. По повод нашиот најголем, најрадосен и најмиротворен ден на историјата на човечкиот живот, Христовото раѓање Божик и сите божични празници, како и новата 2019 година, нашите организации и друштва од Нјукастел испраќаат честитки за добро здравје, среќа, миролюбиви поздрави до сите слушатели на нашето радио, како прво од новиот управен одбор на нашата заедница во Нјукастел со новиот председател Саше Стојчевски. Второ, од управата на Македонското пензионерско друштво Гоце Делчев, од управата на Културно-уметничкото друштво Стив Наумов, со кореографот Добре Колевски, од управата на Женското друштво Сан Мерис, од управата на Македонското школо Гоце Делчев и од управата на фудбалскиот клуб Бротмедо Меджик, како и од управата на фудбалскиот клуб Македонско Сонце. Исто така поздрави спраќаат и управата на дневната грижа Дајке и од сите други групи и организации што се во склоп на нашата црковна општина овде во Нјукастел. Исто така да најавиме дека дневната грижа Дајке се враќаат за ручекот во вторник на 15 јануари. И уште една честитка по повод Божик и божичните празници, како и новата 2019 година, испраќаат до сите слушатели на нашето македонско радио, персоналот од радиото 2NUA-FM, во придружба на водителот на македонската програма овде во Нјукастел, Пеце Вртковски, и од нашиот видео снимател за македонската заедница Лупчо Георгиевски под име Пелистер Продакшн. Исто и тие испраќаат честитки. И уште едно соопштение. За сите погреби во црквата Света Богородица овде во Нјукастел, црковниот одбор ги спрема сите потребни работи околу припремањето за ручекот и сервирањето на истиот. За повеќе информации јавете се кај Џони Линковски на 0437 545456, кај Ристо Веловски на 0414 296910, исто и кај Саше Стојчевски на 0408 490148. Исто така може да се јавите кај овие членови за салата ако ви треба за некои веселби и други потреби. Сега одиме со најнови вести од Македонија. ВМРО ДПМН бара оставка од министерот за надворешни работи Никола Димитров. Никола Димитров мора да си замине од Министерството за надворешни работи заради морална, професионална и политичка одговорност. Димитров го урива угледот и достоинството, ја обесчестува функцијата на Македонија. Димитров не ги штити и работи спротивно на националните државни интереси, што е спротивно на заклетвата дадена во собранието кога ја презеде функцијата. Притоа си дозволува да го навредува македонскиот народ. Појавно изречената навреда на Димитров дека македонскиот народ е искомплициран народ. Народ со комплекси, несигурен во себе, и тоа во највисокиот дом на демократијата во Република Македонија, од собраниската говорница Димитров сериозно го доведува до прашање неговиот кредибилитет
како министер што треба да ја представува и да ја штити нацијата и државата надвор од државните граници. Нема датум за преговори со Европската унија. Македонската дипломатија, исто како и државата е прикована на дното. Тоа е сето дело на Никола Димитров. Останувањето на ваков министер за надвршни работи сметаме дека е намерно нанесување срам на Република Македонија и девастирање на угледот на државата. Почитувани, Никола Димитров е најголемиот срам за Република Македонија. МХР со Никола Димитров представува најголем срам за Република Македонија, колку и да му е одбивна нацијата која што ја представува, колку да се страми од народот, чиј што министер колкава е да му е личната желба да ги поништи и да ги избриши своите корени. Функцијата која што за жал Димитров ја представува не смееше да прифати погазување на националните и државните интереси и прифаќање на сите антинационални условувања која што друга земја му ги наметна. Димитров ја подкопа државата, ја доведе Република Македонија во подредена положба кон друга држава. Тоа е велепредатство, тоа е капитулација, а затоа Никола Димитров мора да си замине. Никола Димитров го нанесе најголемиот удар и срам на македонскиот народ и тоа од позиција на министер за собраниска говорница. Наместо да го чува неговото достоинство, тој со сиот државен владин кабинет дрско го нарече македонскиот народ искомплексиран. Па Димитров, дали е ова твој личен став или став на ова влада на Република Македонија? Ниту Димитров се извини, веројатно горд од своите зборови, а ниту пак владата се огради од неговиот став. Па, ако е ваков ставот на Димитров и на владата, какви ли насоки добиват македонските дипломатски представништва во светот, ете, затоа Димитров мора да замине. Почитувани, но тука не застанува дрскоста на Димитров. Во последното обраќање во парламентот, повторно одговорница повторно упати лага дека фингираните дебати на кои за 20.000 денари избрани послушници кои исто како Димитров не штедат навреди на македонскиот народ, го фалеа капитуланското дело, а сега тој се обидува да го протне дека капитулацијата според тие дебати фингирираат било прифатлива за народот. Но Димитров, сметаш ли дека народот дека заборави на пропадниот референдум за твојата капитулација? Референдумот за така наречен договор, потпишан од страна на министер во име на незнаено кого, бидејќи него пишува името на нашата држава, со кого се прават систематски измени на Уставот на Република Македонија. Димитров во него ја доведе Република Македонија во подредена положба и за ова Димитров мора да си замине. Продолжуваме со вашите желби и честитки. Со песната "Децата се најшето богатство" на саканите и многу поштовани синот Џордан и сната Шони Горшевски. Од се срце му честитаме новородениот син Винцен, а на братчето Габриел честито убавото братче. На Винцен му посакуваме добро здравје, голема среќа и успех во детството заедно со сите најблиски. Овие убави желби од се срце ги посакуваат таткото Томе и мајката Нада Горшевски. Бараш од живот дарови, веселост и убавини, бараш ти плодој небесни, спокојство и благодети, ама од сите радости животот што ги дарува, сладка е сладка, најсладка, детската мила насмевка. Децата се нешто најмило, богатство што Господ дарува, покрај се што носи животот. Децата се наше најсвето, покрај се што носи животот. Децата се наше најсвето.
е сладка, najslatka, детската мила наследка. Децата се нешто најмило, богатство што Господ дарува, покрај се што носи животот. Децата се наше најсвето, покрај се што носи животот. Децата се наше најсвето. Живот се нешто најаве или потајно, бараш од живот искрено, што е за очи посјајно, ама од сите радости животот што ги дарува. Сладка е сладка, најсладка, детската мила наследка. Децата се нешто најмило, што Господ дарува, покрај се што носи животот. Децата се наше најсвето, покрај се што носи животот. Децата се наше најсвето, децата се наше богатство. Со песната Стреќен роден ден на нашето сакано синче Ромеа Лука Гаговски му го честитаме 5-тиот роден ден и му пожелуваме многу родендени да си дочека со нас, да ни е здраво, живо и весело во неговиот понатамошен живот. Стреќен Крисмос и среќна нова 2019 година. Овие сакани желби ги пожелува тате Тони и мама Бети Гаговски, најсаканите. Čestam jaz, diskoteki, klubovi, se neka se otvori, ke slavi me do 3. Danes mi je roden den, ajde društvo so mene, ke čestam jaz, diskoteki, klubovi, se neka se otvori, ke slavi me do 3. Ale le, danes mi je roden den, nek se pije, nek se vrti se, nebo zemlja site sme. Ale le, danes mi je roden den, nek se pije, nek se vrti se, nebo zemlja site sme. Čestam jaz, happy birthday zapej mi, aj so mene nazdravi, ke pijeme do 3. Ajde ovoj roden den, da mi bide poseben, ke čestam jaz, happy birthday zapej mi, aj so mene nazdravi, ke pijeme do 3. Ale danes mi je roden
zemlja si te sme. Ale le, danas mi je roden den, nek se pije, nek se vrti se, nebo zemlja si te sme. Hej, hej, srećen roden den. Danas mi je roden den, nek se pije, nek se vrti se, nebo zemlja si te sme. Ale danas mi je roden den, nek se pije, nek se vrti se, nebo zemlja si te sme. Со песната Среќен роден ден, најсаканите дедо Цане, баба Лила, Вујче Николче и Вујче Стевче Цуцумановски, сакаме од се срце да му честитаме петтиот роден ден и му пожелуваме да ни е здраво, живо, среќно во понатамошниот живот на нашето многу сакано внуче Ромео Лука Гаговски од Волонго и да му се множат многу години. Rodenska pesna, ja si pevam sine, isto neja blagoslov ti dam. Sino život srećen da ti bije, mnogo leta za tebe da znam. Sino život srećen da ti bije, ušte mnogo leta za tebe da znam. Благослови Tate moj, naslednike vidam tvoj. Благослови Tate moj, naslednike vidam tvoj. Ajde, neka slavije, golem čubo sama pravije, so tebe su radoste, sreće roden den. Ajde, neka slavije, golem čubo sama pravije, so tebe su radoste, sreće roden den. Rodenska pesna, ja si pevam sine, i za tebe trebam čaša vino. Da ti kažem koliko ja ste sata, ti si moje zlato červonilo. Da ti kažem koliko ja ste sata, ušte mnogo leta za tebe da slavam. Благослови Tate moj, naslednike vidam tvoj. Благослови Tate moj, naslednike vidam tvoj. Ajde, neka slavije, golem čubo sama pravije, so tebe su radoste, srećen roden den. Ajde,
Продолжуваме со вашите желби и честитки. Со песната Ајде, ајде, мили сине, ожени се. На саканиот син, брат Шура и Вујче Николче Цуцумановски. Сакаме од се срце да му честитаме именденот Свети Никола и му пожелуваме многу имендени да се дочека со нас и до година со дружка, стреќа да го прати во понатамошниот живот, да си е здрав, жив и весел и успех во работата и младоста. Овие сакани желби ги пожелуваат таткото Цане, мајката Лила, братот Стевче Цуцумановски, како и сестрата Бети, зетот Тони и најсаканото внуче Ромеа Лука Гаговски од Волонго. Истовремено сакаме да му честитаме добре дојде на одмор на превнучето, внуче и братучет Викторче Мицевски од Битола и му пожелуваме добро да си помини со сите роднини и пријатели во Австралија, да ни е здраво, живо и весело со песната Ајде, ајде, мили сине, ожени се, како што нарековме на почетокот. Да ја слушнеме. Ajde, mili sine, oženi se. Ajde, mili sine, oženi se. Da te vidam, sine, so nevesta. Da te vidam, sine, so nevesta. Koja moma, mila mamo, da ja zemam. Koja moma, mila mamo, da ja zemam. Pitolskite momi, gurbetčiki. Pitolskite momi, gurbetčiki. Aj se mi si, mili sine, lična moma. Aj se mi si, mili sine, lična moma. Lična moma, sine, aman bogata. Lična moma, sine, aman bogata.
со песната Стар Джумбушлија. Кореографот на нашето друштво овде во Њукасел, Стив Наумов, Добре Колевски, на сите играорци и родители и сите македонци, слушатели на Македонското радио во Њукасел и околината, му ги честита божичните празници и новата 2019 година. Исто така на црковната управа Нова му честита добра соработка. Да ја слушниме песната Стар Джумбушлија. Ovde na sveti naši koreni
pesni gordo peve. Тука смени е отпред Исуса на своја земја македонска. Тука сме, тука остануваме и име свето не менуваме. Велат не нема, ама еве сме, со мерак сред солун оро играме. Велат не нема, ама еве сме, македонски песни гордо пеме. Македонски песни гордо пеме. Почитуваме слушатели, продолжуваме со вашите соопштенија од Нјукастел и околината. Соопштение од свещеникот Пецо Петровски. По повод големиот православен христијански ден, раѓањето на Спасителот наш, Господа Исуса Христа, празникот Божик, кој е празник на мирот и благосостојбата меѓу Бога и човекот. Празнувањата започнуваат од сабота, 5 јануари, со божествена литургија од 9 сатот сабањето. Ова е денот посветен на преподобен Наум Охридски чудотворец. Недела, 6 јануари, службата од 9 сатот сабањето. Овој празник е бадник. Вечерта службата започнува од 6 часот на вечер со палење на коледарски оган во црковниот двор, а потоа се отслужува службата за овој ден. Во црковниот двор ќе биде поставена трпеза со постни јадења препремени од женското друштво во чест на овој ден. После службата ќе се подели бадниковото гранче и ќе се благослови и крени бадниковото лепче во чест на денот, а потоа за најмладите ќе се поделат коледарските пакетчина. Понеделник, 7 јануари, најголемиот миротворен ден, ден кога човекот се помирува со Бога, ден кога земјата се помирува со небото, ден на раѓањето на Спасителот наш, Господа Исуса Христа. Светата литургија започнува од 9 сатот сабањето. После богослужбата се крева славскиот леп, припремен за овој голем ден, со благослов за домаќинот за ова 2019 година, со многу мир, здравје и благосостојба во неговиот дом, со благослов и на новиот домаќин, кој ќе го земе лебот за идната година, како и благослов за мир, здравје, благосостојба во секој православен христијански дом. Вторник, 8 јануари, е соборот на Пресвета Богородица. Втор ден Божик, службата од 9 сатот сабањето. Среда, 9 јануари, е денот посветен на првиот маченик за верата Христова, свети првомаченик и архангон Стефан. Службата започнува од 9 сатот сабањето. Нека се од Бога благословени празнициве, кои ни престојат и честито и од Бога благословени летото 2019. Господово со многу здравје, среќа во иднина. А сега да продолжиме со вашите соопштенија. Почитувани слушатели, најавуваме дека нашиот нов црковен одбор овде во Нјукастел организира дочек на новата 2019 година во нашата македонска сала, и тоа во понеделник на 31 декември со почеток во 6:30 часот вечерта. Картите се $70 за возрастни, а за деца од 10 до 13 години $30.
за деца помали од 10 години влегуваат бесплатно. Во картите вклучена богата вечера, а за да обезбедите маса со вашите најблиски, јавете се кај Саше Стојчевски на 0408 49 0448, кај Ристо Веловски на 0414 29 6910, кај Џони Линковски на 0437 5454 56. Исто и Камене Пеце Вртковски на 0411 673 073. Сите сте добро дојдени. Исто така да најавиме дека нашата управа овде во Њукастел организира концерт во нашата македонска сала по повод празникот Водици, и тоа на ден 19 јануари, сабота, со најдобрите од Битола, групата Маестрал со Андре Илиовски на гајда. За повеќе информации околу концертот ќе најавиме во наредните програми. Исто така, од председателот на управниот одбор овде во Њукастел, Саше Стојчевски, кажува дека имаме интерес за отворање на македонско школо за деца од 5 години постари во нашата македонска сала. Сите заинтересирани за децата на македонско школо, јавете се кај Саше Стојчевски на 0408 490148. Што побрзо да можеме да се регистрираме, за да може почне школото во првата недела од февруари. По повод нашиот најголем, најрадосен и најмиротворен ден на историјата во човечкиот живот, Христовото раѓање, Божик и сите божични празници, како и новата 2019 година, нашите организации и друштва од Њукастел испраќаат честитки за добро здравје, среќа, мирољубив поздрав до сите слушатели на нашето радио. Како прво од новиот управен одбор на нашата заедница во Њукастел со председателот Саше Стојчевски, од управата на Македонското пензионерско друштво Гоце Делчев, од управата на Културно-уметничкото друштво Стив Наумов со кореографот Добре Колевски, од управата на Женското друштво Сант Мерис, од управата на Македонското школо Гоце Делчев и управата на Македонскиот фудбалски клуб Бротмедо Меджик. Исто така честитки испраќаат и управата на фудбалскиот клуб Македонско сонце и управата на дневната грижа Дајке во Њукастел. Исто така и од сите други групи и организации што се во склоп на нашата црковна општина овде во Њукастел. Да најавиме дека дневната грижа Дајке се враќаат за ручекот во вторник 15 јануари. И уште неколку соопштенија. Честитки по повод Божик и божичните празници, како и нова 2019 година, испраќаат до сите слушатели на нашето македонско радио, персоналот од радиото 2NUA FM, во придружба на водителот на македонската програма овде во Њукастел Пеце Вртковски. И од нашиот видео снимател под име Пелисте Продакшн Лупчо Ѓорѓиевски. И уште едно соопштение. За сите погреби во црквата Света Богородица овде во Њукастел, црковниот одбор ги спрема сите потребни работи околу припремањето за ручекот и сервирањето на истиот. За повеќе информации јавете се кај Џони Линковски на 0437 545456 и кај Ристо Веловски на 0414 296910. Може да се јавите за кај овие мембери и за салата ако ви треба за некои веселби или потреби. Да продолжиме со пораката на ВМРО ДПМН до Димитров. Димитров, крајно време е да прифатиш дека твојата домат дипломатија е целосно спротивна и на заклетвата и на функцијата на националните државни интереси. Твоето министерување и нанесување срам на државата е на народот. Го навредуваш народот од чии пари земаш плата, уживаш во привилегиите, го школуваш семејството надвор од републиката. Ставот на Димитров и на владата какви ли насоки добиват македонските дипломатски представништва во светот. Ете, затоа Димитров мора да замине. Почитувани, но тука не застанува дрскоста на Димитров. Во последно обраќање во парламентот повторно од говорницата повторно упати лага дека фингираните дебати на кои за 20.000 динари избрани послушници, исто како Димитров, не штедат навреди на македонскиот народ, го фалеа капитуланското дело, а сега тој се обидува да го протне дека капитулација според тие дебати фингирани била прифатлива за народот. Но Димитров, сметаш ли дека народот дека заборави на припадниот референдум за твојата Македонија
и остави понуди и повторно излага. Сега е време да си одиш. Република Македонија не заслужува да се страми од својот министер, шеф на дипломатијата. Нешто да прочитаме и за здравието. Мешунките како превенција на диабетис. Резултатите од едно неодамнашно истражување покажа дека мешунките како леќа, наут, грашок, граф, соја и слично помагаат како превенција за диабетис тип 2. Во истражувањето учествувале 3400 лица кои имале висок ризик од кардиоваскуларни заболувања, но немале диабетис тип 2. Нивната здравствена состојба е следната. 4 години е утврдено дека испитаниците кои редовно консумирале мешунки во просек 200 грама неделно имале за 35% помал ризик од диабетис од лицата кои јадат помалку 90 грама мешунки неделно. Дали сте и вие една од личностите кои може да предвидат дожд или снег на основа на болки на зглобовите и коските? Многумина болките во коските, зглобовите и мускулите им ги припишуваат на промената во температурата на главниот виновник, сепак е атмосферскиот притисок. Неодамнешното истражување спроведено на медицинскиот факултет на Харвард покажа дека за време на студените денови намалениот воздушен притисок предизвикуваат ткивото во внатрешноста на зглобовите да се шири поради тоа што доаѓа до отекнување на зглобовите и болките во нив. Дури 67% од испитаниците во студијата потврдили дека чувствуваат болки пред појава на дожд, снег или заладување. Физичка активност. Поради лошото време, многу луѓе ја губат волјата за вежбање, но намалената физичка активност ја зголемува болката во зглобовите и може да доведе до вкочанетост. Поради тоа потребно за време на зимата што повеќе да се движите, за да им помогне на зглобовите да останат флексибилни и функционални. Покрај тоа вежбите ќе ви подигнат вашето расположение и психички ќе ви помогнат да ги пребродите зимските денови. Второ, пиете многу течности. За време на зимата многумина запаѓаат во замка на намалено консумирање течности, што го успорува метаболизмот. Дехидрацијата и обстипацијата може да предизвикуваат болки и вкочаненост на телото. Секогаш со себе носете шише вода и пиете доволно течности за да спречите дехидраност на организмот. Почитувани слушатели, тоа беше крајот на нашата вечерашна македонска програма и на сите ви посакувам добро здравје, многу среќа, голем успех до идната сабота во истото време. Пријатна вечер, добар прием и пријатно дослушање од мене Пеце Вртковски. You have been listening to the Macedonian program on 2NUI